Добре дојдовте назад. Време е за разговорот со професорката Елка Јачева Улчар од Институтот Крстен Мисирков, Институтот за македонски јазик Крстен Мисирков. Професорке, добро ви утро, секое утро. Добро утро. Ви благодарам што прифативте да бидете дел од нашата утринска програма. Имаме интересен ден, ќе го кажам интересен за коментирање за она што се случува, но ајде пред се како увертира да го дадеме она потребно значење на сесловенските просветители, да потсетиме на нивното дело пред да продолжиме со натамошниот муавет. Па, тоа се многу познати работи во славистиката и воопшто во словенскиот свет. И за дејноста на Кирил и Методи и нивното значење воопшто, не само за нас македонците, туку воопшто за сите словенски народи. И за разлика од нас, имам чувство дека овие светители, поникнати практично на наша почва, имаат многу поголем, уживаат многу поголем почит и чествување во другите словенски земји, како што е една Русија или една Чешка, за разлика од нас кои го имаме навистина тој ден како празник 24 мај во нивна чест, но повеќе е сведен како како ден на просветителите или ден на универзитетот Кирил и Методи во Скопје, а многу помалку не добива такво значење како што добива во другите земји. Например, во Русија цела таа недела кога ќе се падне празникот 24 мај, се организираат по сите државни институции, на Универзитетот Ломоносов, потоа во Руската академија се одржуваат во Институтот за славјановедение, се одржуваат цели масовни конгреси на кои што доаѓаат научници, слависти од целиот свет. И тоа трае со денови. Ние такво ништо во нашата средина немаме. Инаку познато е за Кирил и Методи дека всушност тие го направиле првиот писмен словенски јазик, тоа е старословенскиот јазик, и под тој назив старословенскиот јазик е познат во целиот словенски свет, освен кај нашите соседи во Бугарија, кои што го нарекуваат старобугарски. Ние сме се определиле и покрај тоа што основата на старословенскиот јазик почива врз говорите на 3 македонски села од околината на Солун, тоа се Сухо, Висока и Зарова, и покрај тоа што практично старословенскиот јазик се базира врз македонски говори, ние не го нарекуваме старомакедонски, затоа што сметаме дека старословенскиот јазик е едно општо заедничко добро за целиот словенски свет. И тука само уште би сакала да кажам дека старословенскиот јазик, првото писмо на старословенскиот јазик е глаголицата, која што најдолго се задржала по враќањето на учениците на браќите Кирил и Методи, на учениците на Кирил и Методи од Моравската мисија, се практицирала најмногу и најдолго во Охрид, односно во Охридската книжевна школа, која што била создадена од еден од најдаровитите, како што вели науката, ученици на браќите Кирил и Методи, а тоа е Климент Охридски. Така. Инаку да се навратиме малку на дел од работите
што ги споменавте, например за чествувањето на овој празник во Русија. Само да подсетиме за нашиот аудиториум дека токму рускиот председател Владимир Путин беше тој кој даде признание, кој оддаде почит на сесловенските браќа како македонски. На друга нота, еве конкретно ќе ја споменам, ќе го цитирам Бојко Борисов, тој не го нарече старобугарски јазик или бугарски јазик, но честиташе, вели, честит ден на бугарската просвета и култура и на словенската писменост. Значи ги двои. Со чувство на национална гордост се поклонуваме пред делото на светите браќа Кирил и Методи, благодарение на кое денес се изразуваме слободно на мајчиниот јазик и го сочувавме нашиот духовен идентитет како народ и држава. Сега, важно е да споменеме дека за разлика од Бојко Борисов, екс-премиерот Заев во кратката Facebook честитка, например, никаде не ја споменува Македонија како територија од која потекнуваат светите браќа, а ниту пак во честитката се споменува нашиот мајчин јазик, македонскиот. Што би требало да направиме за да го доведеме овој празник, да речеме, на она ниво на кое заслужува да биде реално? Јас мислам дека на нашите политичари им недостига наобразба од национална историја и од историја на македонскиот јазик. Кога би ги знаеле овие нешта, веројатно поинаку и би се однесувале. Зашто не можам да прифатам дека ако во почетокот на 20 век еден словенец по име Ватрослав Облак со својот учител Хрват Ватрослав Јагич ја поставиле македонската теорија, а не бугарската, туку македонската теорија за основата на македонскиот јазик, на старословенскиот јазик. Не можам да прифатам дека ние И тоа зборуваме, се извинувам што ви влетувам во збор, и тоа само да потенцираме дека се работи за крајот на 19 и почетокот на 20 век. Да, и не можам да прифатам дека ние вака ноншалантно се однесуваме, значи во услови кога сме немале држава, ние сме нам од светските слависти, од светската наука ни било признато дека тие говори се македонски, кои се наоѓаат во основата на старословенскиот јазик, и ние денес имајќи држава толку децени, ние вака ноншалантно да се однесуваме, не можам поинаку да го објаснам освен како една обична неукост. Така, неукост, но во ред тука би додал и недостаток на волја за реакција кога така жестоко се напаѓа македонскиот јазик, односно неговото постоење. Најгласна беше шефицата на бугарската дипломатија Екатерина Захариева, која практично отворено кажа дека бугарската актуелна власт смета дека македонскиот јазик е бугарски јазик од, како кажа, западно-бугарски дијалект, да, ете. Какво е вашето мислење за оваа изјава на Знаете, јас во една друга ваша емисија истото го кажав. Јас воопшто не сум изненадена од бугарските ставови во однос на македонскиот јазик, затоа што низ целата моја научна работа и низ годините сум присуствувала на безброј славистички собири научни, на кои што бугарите никогаш не ги криеле нивните ставови и никогаш не престанале бугарската наука за јазикот и историографија, никогаш не престанале во нивното негирање. Јас сум навистина не само фрапирана, јас сум очајна од молкот на нашите институции, но и од молкот на нашите политичари,
кој што за жал при постоење на 5 национални институции во земјава, од кои што имаме Институт за национална историја, Институт за македонски јазик, Институт за старословенска култура, Институт за фолклор и Институт за литература, да не се користат сите научни капацитети што ги поседуваме во полза на државата. Тоа не можам да го разберам и никог со години наназад ова вака и навистина веќе ми е крајно разочарувачки што македонскиот јазик се користи само во дневно политички цели и во една флоскула зацврстена, а тоа е дека јазикот ни е заштитен и забетониран, а при тоа вие да не вложувате ниту во научни истражувања еве речиси цела деценија не се инвестира од страна на државата во научни проекти во овие национални институти, ниту да се инвестира значи во проекти, ниту да се користи она што веќе одамна ние во науката сме го усвоиле, сме го истражиле и ни е признато од славистичкиот свет. Вие денеска, ако отидете во Бугарија, колегите во Институтот за бугарски јазик ќе ви покажат карти на кои што фигурираат целата македонска јазична територија до Албанија и Косово и долу во Егејска Македонија, сите тие се подведуваат под бугарски дијалекти, иако славистиката одамна ги има признато и постоењето на македонскиот јазик и македонското јазично простирање и надвор од границите на државата Македонија. И ги третира еве тие говори во Егејска Македонија, албанските говори во околу Бобошчица и еден дел од говорите во Гора на Косово ги третира за македонски. Так. Но сите овие работи веројатно треба да се знаат и веројатно треба да се побараат како сознанија од нас. Так. Значи да сумираме, да прецизираме. Не се само бугарските власти тие кои се борат активно, кои се борат да го присвојат македонскиот јазик ете како западно-бугарски дијалект, туку на тоа е вклучена и целата бугарска научна машинерија. Во сите институти што ги набројавте, јас чисто само ќе искоментирам дека можеби најгласен е молкот на Ману. Да, имаше академик кој излезе и кажа, меѓутоа тоа повеќе беше во однос на личен став, а не беше како официјална реакција од Ману. Не, тука морам да ве исправам. Значи, кога излезе бугарската декларација во октомври месец од бугарското собрание. Од собранието, да. Добро. Тогаш кога излезе имаше одговор од неколку академици на писмото кое што го напишавме и кое што имаше голема поддршка и беше пуштено во вид на петиција по социјалните мрежи. На него беа подпишани сите научници од лингвистичкото оделение, а еден месец подоцна ми се чини некаде во почетокот на декември во однос на ова прашање на бугарското, на овој проблем што излезе, не можам ни проблем да го наречам, затоа што тие имаат проблем, ние не. Така. Излезе една повелба на Ману, која што практично требаше да биде од една страна одговор на декларацијата од Бугарското собрание, но од друга страна и поттик до нашите власти и до премиерот, до министерот за надворешни работи, до председателот, да конечно да почнат да ја консултираат науката. Но од тоа немаше ништо и сега
сега работиме на едно издание кое што ќе биде практично не можам да речам одговор на оној политички памфлет што го издаде Бугарската академија на науки под наслов Официјалниот език на Република Северна Македонија, затоа што таму има ноторни невистини, лаги и величење на личности од нашиот културен живот кои што овде се тотални анонимуси, а кои што во Бугарија се представуваат како најетаблирани, да речеме, писатели, автори и така натаму. Со една многу некритична апаратура располага тоа. Не можем ни да го не може да се нарече некаков научен труд. Само да прецизирам, во однос на реакцијата, претходно, само да објасниме, претходно навредите, ќе ги наречам навреди затоа што навредите од бугарска страна беа генерално во обланди, ајде ќе кажеме во на раквици. Кога, на пример, еве ќе споменам како пример, кога Бојко Борисов кажа, чинам на новинар од наша телевизија, јас не можам да ви кажам на каков јазик вие зборувате, не сакаше да признае дека се работи за македонски јазик, но направи една паралела меѓу Германија и Австрија. Дали некој може да каже дека тие не зборуваат германски јазик? На излегувањето на бугарска телевизија на Екатерина Захариева беше најдиректно кажување вашиот јазик не постои. Мислам дека на тоа нема реакција. За претходно за декларацијата што беше од бугарското собрание, која беше на вистина не знам како да квалификувам. Да, тогаш имаше реакција. Знаете, но во овој случај ние сега велам ние како научници ќе одговориме на БАН. И Ману ќе одговори на БАН. А на вакви навреди што доаѓаат изречени од политичари, треба да одговори политиката. Според мене требаше нашиот министер за надворешни работи да упати протестна нота, а не тоа да се одмолчи. И нека не ги кажуваат примерите тие со Германија и со Австрија, но и Германија и Австрија се нации посебни, а тие ние негираат и нацијата. Гледате во тој последен извештај кој стаса преку од Виена во Македонија со 1 месец за доцнување, гледате дека не стои таму никаде македонци, туку дека сме подведени под името популација, која што зборува јазична норма, која што таа популација решила да се ја прогласи за официјален јазик во Република Северна Македонија, без да се изусти македонски. Така. Инаку, јас на овој пример, они што бугарите што го кажуваат во однос на Германија и Австрија, јас ќе им дадам и друг пример. Скандинавските земји, Норвешка, Шведска и Данска, тие сите меѓу себе многу добро се разбираат и имаат дури и слични правописи, без проблем комуницираат меѓу себе, но никој никому не му го оспорува постоењето на јазикот. Ниту еден норвежанец нема да рече дека шведскиот не постои обратно. Или дека е источно норвешки дијалект. Да, тоа би било. Да. Тоа би било неразумно. Да се прашаме зошто истите правила не важат на брдовитиот ни Балкан. Како за крај на разговорот, дали имате нешто да порачате до нашите гледачи во однос на јазикот, на македонскиот јазик? Единствено нешто што сакам да порачам, не само до гледачите, воопшто и пред се до политиката, мислам дека мора да се направи една добра реформа во образовниот процес, затоа што ние практично овие 30 години од осамостојувањето наваму имаме
една празнина голема, затоа што воопшто не се обрнува внимание ниту на изучување на националната историја, ниту се обрнува внимание на изучување на македонскиот јазик и учење на основните работи. Сметам за ова кога го велам, имам предвид школските деца, кои што се имаат такви обременети програми по граматика, без да се води сметка за тоа како тие деца во основно училиште зборуваат и читаат на македонски. И тука ние како држава имаме многу потврлено и тоа не го дозволи ова што го имаме ние во моментот во Македонија, не го дозволи ниту една од бившите југословенски републики. Така е, и можеби најдобар показател за тоа што се случува, односно за степенот на нашата писменост, се оние тестови каде што македонските ученици секогаш се на долниот дел од скалата. Што практично говори за степенот на нашата едукација. Професор, ќе ви благодарам што бевте дел од Добро утро секој утро. Ви благодарам и вам за можноста.